Почитувани, денеска до Уставниот суд поднесовме иницијатива за уставна оценка на така наречениот закон за Бехтел и Енка кој гледаме деновиве ја вознемирува јавноста. И тоа со право, бидејќи законот дава можност на владата во 4 очи да склучи договор со странска фирма за фантастични 1 милиарда и 300 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Законот го оспоруваме во целост, односно сите негови членови од 1 до 17, бидејќи се поставува прашањето за согласноста на законот со членовите 8, став 1, алинеја 3, 5 и 7, членот 52 и членот 55 од Уставот на Република Македонија. Со овие членови од Уставот на Република Македонија како темелна вредност се утврдува владење на правото, слободата на пазарот и предприемништвото, почитување на општо прифатените норми на меѓународното право, должноста секој да го почитува Уставот, законите мора да бидат во согласност со Уставот, како и преземање мерки од Републиката против монополската положба и монополското однесување на одредени субјекти и што е најважно, Уставот ја пропишува можноста кога може да се отстапи од слободата на пазарот и предприемништво, односно кога може да се исклучува договор во 4 очи. Во членот 55 тоа е кажано дека е можно во 4 ситуации и тоа единствено кога е во интерес на одбраната, заради заштита на природата, заради заштита на човековата околина и заради заштита на здравјето на луѓето. Меѓутоа, сите овие наведени 4 ситуации не се во никаква врска со градењето на автопатишта. Од тука сметаме дека е неуставно давањето работа на една странска фирма со закон, бидејќи со тоа се спречуваат сите други правни субјекти на пазарот да учествуваат доколку сакаат, можат, имаат капитал да учествуваат и да конкурираат за оваа работа со изградба на делниците од коридорот 8 и 10D, за кој што, како што спомнав, владата ќе исплати фантастична сума од 1 милиарда и 300 милиони евра. Значи, со овој закон се отстапува од уставниот концепт, од уставните гаранции за владење на правото, за слободата на пазарот и предприемништвото, како и за почитување на општо прифатените норми на меѓународното право. Дури слободно ќе кажам дека да се даде таква можност за толкова сума, тоа представува отстапување и од општо цивилизацијските начела признати од современата меѓународна заедница. Исто така, за крај сакам да спомнам дека имаме и посебен предлог во иницијативата, бидејќи имајќи предвид дека може да настанат тешко отстранливи последици доколку почне да се применува овој закон, и затоа му предлагаме на Уставниот суд да донесе решение за времена мерка со кое што ќе спречи извршување на било какво дејство и акт врз основа на овој закон се до донесувањето на конечна одлука од страна на судот, а сето тоа во смисла на членот 27 од деловникот на Уставниот суд. И сосема за крај да спомнам дека во овој закон има и многу опасна одредба која што овозможува исклучување на важењето целосно или делумно на повеќе закони во Република Македонија. И доколку ова помине, доколку стане практика во државата и отвара можност на многу опасна ситуација во иднина било која влада да може со еден специјален закон да укине редица закони од било која област во Република Македонија. Ние веруваме дека Уставниот суд ќе види на вистината за задачата, ќе постапи во согласност со своите ингеренции, своите надежности и што најбитно согласно Уставот на Република Македонија и ќе донесе одлука со која што ќе го поништи овој катастрофален и штетен закон за интересите на Република Македонија. Благодарам.